Во вечерашното издание на Отворено зборуваме за глобалните економски тензии и предизвиците што произлегуваат од царинската несигурност и новите економски политики на САД. Особено оние поврзани со политиката на која што Трамп ја промовираше и која создава една несигурност во целата економија. Какви се и какви можат да бидат последиците врз глобалната економија, што ова ќе значи за малите економии како македонската, која на пример е силно ориентирана кон извоз и соработка со Европската Унија. Со нас се двајца врвни економски експерти, професорот доктор Трајко Славески. Добар ден, добре дојдовте во студиото на телевизија 24 и професорот доктор Ванчо Узунов. Добар ден и за вас. Ќе се обидеме да ја разбереме по широката слика и можните идни сценарија на она што ќе се случува, иако никој од нас се разбира до крај не може да биде во тоа сигурен. Професор Славески, претходно споменавме дека гостувавте вие во ова студио пред да се случат овие царински потреси, меѓутоа тогаш имаше само најави. И не до крај сите веруваат дека тие ќе заземат толкав замав и дека можеби ќе создадат и толкава несигурност, иако да, и тогашните ваши најави беа такви. Откако ова се случи, гледате ли разумност во сите тие економски политики кои што сега ги промовира председател Трамп? Значи, тоа беше во исто студио неколку дена пред воведувањето на царините, кои што беа најавени уште во времето на кампањата за председателски избори од страна на сега председателот Доналд Трамп. Мислам, некои беа, некои не беа изненадени, оние кои што, да речем, го познавале, го слушале, говорите, навестувањето, критиките кон претходната администрација, требаше очекуваат такво нешто, дека ќе има, како да кажам, прилично растресување, раздрмување на светската економија и тоа веќе се случи. И тогаш се обидувавме да ги назреме мотивите, односно кои се целите, дури целите сега се не до толку јасни. Имено дали да се подобри трговската позиција на Соединетите Американски држави во однос на најважните трговски партнери, пред се тука се Кина и некои земји од Југоисточна Азија, како што е Виетнам. САД со Кина минатата година има 300 милиарди долари трговски дефицит, 187 милиарди долари со Виетнам, и тоа се всушност оние земји кои што се најпогодени со највисоки царини од она што беше претходно најавено. Понатаму, она што се навестуваше од самиот председател Трамп дека ќе дојдат огромни средства во буџетот на Соединетите Американски држави за покривање на буџетскиот дефицит и така натаму и така натаму. Но сега, ако бараме на некоја разумност, најдобре да се повикаме на огромното мнозинство американски економисти, оние кои што, да речем, одблизу ги следат и се најмногу засегнати затоа што живеат во таа земја, не наоѓаат некоја логика, нели, затоа што прво се гледа дека или изгледа дека нема некоја конзистентност. Кога имате најави, пресметка или декларирање на високи царински стапки, невидени досега во американската историја, дури повисоки од оние што беа за времето на рецесијата 30-те години со еден закон Скот Хаули, што го нарекуваат. Понатаму менувањето на ставовите, односно одлагање, повлекување и слично. Но, ако дозволите, во текот на емисијата, јас сепак ќе укажам на нешто што мислам дека е една од основните причини за ваквото однесување на председателот Трамп. Нешто што може да се назре во трудовите и анализите на некои не толку познати економисти од САД, но кои што, да речем, дојдоа до вниманието, заслужија внимание на председателот Трамп. Има еден интересен мотив кој што би сакал дека го презентирам, поврзан со желбата пред се да се намали високиот трговски дефицит од Соединетите Американски држави, високиот буџетски дефицит и да се на некој начин американската економија насочи повеќе кон инвестиции, помалку кон
потрошувачка. Така, добро, ќе го разговараме секако. Узунов, прашањето беше разумноста на овие потези на председателот Трамп. Многумина не можат да ги видат, особено со испреплетеноста на тие економски токови, на производството, бидејќи веќе нема производ еден кој што можете да кажете ово е чисто кинески, ово е чисто тајвански, ово е чисто виетнамски. Видете дека немаше разумност, се убеди и самиот Трамп, неколку, може немаше ни денови од кога ги воведе, берзата, движењето на берзите му покажа све. И последиците кои што ги почувствува инвеститорите и оние кои што имаат акции во Соединетите држави, добар дел од нив се и оние кои што се финансири лобисти на партијата на Трамп, му кажа, слушай, застани, оваа работа не иде. Мислам, тоа самите медиуми од Америка го пренесуваат дека фактички на него, индиректно кажано, го дисциплинирала, условно да речеме, берзата. Таа е појака од волјата на некој председател што замислил дека е семоќен. Така што разумност во тој потег немаше и ја еднаш кажав и на друг медиум да тоа можеше да праша еден студент од прва година на економија, ќе му кажеше дека нема, затоа што одамна и во теоријата економска ќе сложиме преку 250 години збори за слободна трговија и користите од слободна трговија. А и праксата во светот од Втората светска војна нааму континуирано зборува за надворешно трговска либерализација и надминување, премагнување, бришење на сите и царински и нецарински бариери. Тоа не е затоа што некој така сака, туку затоа што, кажувам, и теоријата и праксата говорат дека слободна трговија и специјализација на економиите, согласно нивните предности, да не влегувам повеќе во објаснување теории, во рамките на таа слободна трговија се најдобри за сите економии. Не еднакво, но се најдобри. И сега Трамп воведе и проба да воведе, па го смали, го остави само на 10, еден инструмент кој што е буквално стар, прастар, средновековен. Тоа е мостарина. Ја направив мост, кој сака да пројде мора ми плати. Не може веќе така во светот, особено денес, 21 век, кога не само што е светот веќе испреплетен трговски толку многу да никој не може ни да ги фати сите токови, уште повеќе многу голем дел од трговијата, фактички царините на Трамп не ја ни допираат, тоа се трговијата со услуги и знаење. Тоа е денес суштински дел. И Европската унија сама вели дека фактички дефицитот на САД во размената со ЕУ воопшто не е толкав, он е толку голем во размената на стоки, но е многу поинаку кои ќе се додаат услугите, кај што САД е страшно голем извозник на тие услуги во свет. Исто и во Азија се однесува. А тоа никој не го нити збори, нити офаќа. Така што ова целото на Трамп мене ми изгледа као еден потег на нешто што он го ветил во кампањата и затоа морал да го некако исполни. Сега уште малку ќе се за тие работи политички. Мислите полека ќе сака да излегува од оваа мантра во која што самиот се вовлече? Мислам дека ќе мора да излегува, затоа што нема ништо да постигне. Не може, баш би сакал да ги слушам теориите за намалување трговскиот на буџетскиот дефицит или било кој, меѓутоа не може така и за враќање на инвестициите практично во домашно. Тоа не се решава со царин. Во исто време тој вели сакаме американските компании сега да бидат производители, така да имаат подобри услови, а со оваа несигурност која што ја создава, гледаме дека таму инвеститорите полека веќе се повлекуваат од идеите да инвестираат. Најголемите, што би се рекло, одстапки што ги направи Трамп е прво одложувањето за 3 месеци на оние со табелите што ги гледат на воведени високи царински стапки, меѓу кои за Македонија 33-34%, за Кина, за Виетнам и така натаму. Втората беше за Кина, за технолошките компании. И втора одстапка, откако ги остави царините за Кина, и не само што ги остави туку од Кина, беше единствената земја која што возврати, нели, на зголемите царини и тие ги зголемија царините спрема Соединетите американски држави, па е уште на 2 пати, и дури самите не знаеа дали се 125 или 145%. 145 беа тие оперира со стапка од 145, што е, како да кажем, една невообичаена, не нормална би се рекло работа. Знаете колка е разликата 20% поени меѓу 145 и 125, кога претходно сте имале, тоа не важеше за Кина, затоа што на Кина и беа воведени некои царини во првиот мандат на председателот Трамп, Бајден ги задржа во наредните 4 години. Просечната царинска стапка на САД беше пред ова 1,5%.
просечна пондерирана. Знаете, има производи, има повластени царински стапки, некаде се 0, некаде се 10, некаде се 2 и така натаму. Од 1 запрека 5 стигна на некаде 40%, 35-40%, што е ненормално. И сега додам, не беше само во ред, нели, берзата, кога почна да паѓа, нели, беа 5.000 милиарди, или како што ти ги нарекуваат трилиони, за 2 дена беа стопени од цените на брезанските акции, и тоа секако беше, да речем, сигнал, оно што го кажа колегата Ванчо, но имаше уште еден друг момент што на некој начин го раздрма и самиот председател Трамп. На пазарот на обврзници. Пазарот на обврзници е многу развиен во Соединетите американски држави. Некаде околу 100.000 милиарди, значи 100.000 милиарди во светот, вреди тој пазар на државни обврзници, од кој што е најголем дел паѓаат на Соединетите американски држави, затоа што доларот е резервна валута и голем број на земји како сигурно средство го смета доларот. Сега кога паѓаат акциите, расте цената на обврзниците, односно паѓаат каматните стапки. Се случи нешто невообичаено. Расте каматните стапки. И каматната стапка или приносот на државните обврзници 10 годишни во САД, кој што вообичаено се движи околу 2, нешто проценти, порасна над 4,5-4,60%. Годишно? Да. Годишна не, каматна на 10 стапка. годишни. 10 годишни, да, тоа е годишна каматна стапка, јасно, толку е овој приносот. И тоа, внимајте, тоа има, доколку остане, ова што кажа Ванчо е неодржливо, веднаш се одразува на каматните стапки на банките и особено на хипотекарните кредити, на оние што ги нарекуваат моргиџи, тоа ќе удри по финансиите, по буџетите на милиони семејства во Соединетите американски држави. И тогаш, да речем, се сепна Трамп. И друго нешто. А Трамп во исто време му вели на првиот човек на Федералните резерви намалете и каматните стапки. И уште јасно, и уште нешто, почна да паѓа вредноста на американскиот долар. Ево и нашите граѓани забележуваат дека доларот во однос на еврото забележа и во однос на другите валути овој значителен пат. Тоа нели е добро за американскиот износ? Не, добро е, ама во овој случај не е добро, затоа што се изгуби кредибилноста. Се исплаше дека ќе се изгуби кредибилноста. Внимајте, во услови кога претходно изминативе неколку години земјите од БРИКС форсираат мултилатерален овој систем, повеќе поларен, па дури се зборува за замена на американскиот долар, и има таква замена со други валути и така натаму, секако дека американците имат голема корист со тоа што по Втората светска војна резервна валута, сигурно средство во кое што одат инвеститорите кога ќе загусти или кога ќе дојде до нестабилни околности во светската економија, сега почна да го губи тој кредибилитет. Тоа беше второто. Сега ако дозволите она што најверојатно, и мислам, јас верувам во тоа, е вистинската намера на администрацијата и на председателот Трампов дека. Видите, Соединетите американски држави, само да спомнам уште нешто, во ред ова што го кажуваме ние и го предаваме на факултетите, економистите, економската теорија и така натаму во ред е, ама знаете, некогаш мора и самите да се доаѓаат времења кога самите ќе се преиспитаме. Ево слободна трговија, што значи слободна трговија? Тоа значи не само со стоки и услуги, значи со капитал, финансиски средства, слободно движење на стоки, на услуги, на капитал и на работна сила. Сега знаеме дека во ниту една земја не може да има докрај не само слободно движење на капиталот, затоа земјите имаат и различни ограничувања на капиталот, макар што тие ограничувања се тргнати во последниве 25-30 години во најголем дел, но нема слободно движење на работната сила. Гледате какви проблеми доаѓа со имиграција легална, нелегална и така натаму. И од тука треба да се води сметка за тоа дека огромни, да речем, региони во Соединетите американски држави беа погодени, особено оние на средниот дел од Соединетите американски држави, каде што се изгубија голем број на работни места, тие се преселија со формирањето на нафта, здруженијето за слободна трговија меѓу Канада, Соединетите американски држави и Мексико.
работните места отидоа надвор и имаше огромно незадоволство. Имено, знаете што ги погоди најмногу американците во последните 25-30 години, а тоа е и светски феномен. Доколку пред 30 на 40 години она пониска средна класа, представена дури со луѓе кои што немаа завршено факултети, можеше да има стил на живот на средна класа, што значи дека може да речеме има солидни работни места, солидно платени пред се во индустријата, во производството, може да се дојде до живеалиште, до домо, на што е сон на секое семејство, автомобил, да ги школувате децата и така натаму. Тоа веќе го снема во многу голем дел и дојде до овие социјални проблеми. Сега внимајте. Соединените американски држави се фрустрирани што земји како што се Германија, Кина, ево некои земји од Југоисточна Азија, од овие брзо растечки економии како Виетнам, многу, да речам, во распределбата на националниот доход, многу повеќе одвојуваат и инвестираат, не само што одвојуваат за инвестиции, имаат вишоци на производи, кои што ги пласираат во многу добар дел на пазарот на Соединените американски држави. Од друга страна, Соединените американски држави имаат големи ограничувања, регулација во областа на производството. Дали е тоа можност за доаѓање до зонирањето, парцели за изградба на објекти и така натаму. Па имате сега ситуација кога во Калифорнија, не знам колку години се гради брза пруга и до никаде не е стигната, а гледаат во Кина што се случува. Не знам колку таму линии, цела Кина е испреплетена со брзи возови. Значи има големи ограничувања за инвестициите, а од друга страна, се форсира потрошувачката. Потрошувачката на секој чекор во Соединените американски држави. Значи потрошувачката и овие социјалните програми. Буџетскиот дефицит изнесува 7% од бруто домашниот производ, трговскиот дефицит и така натаму. И сега внимајте, има тие, ова не го зборувам, мислам, не е моја анализа, туку е анализа на тие економисти, дека нешто мора да се направи. И ова е неодржливо. Значи, неодржливо е, расте, јавниот долг е пораснат и така натаму, сервисирањето на јавниот долг, колку и да се ниски каматните стапки, станува голем товар. Најголем дел од, да речам, најголем удел во буџетот на Соединените американски држави има сервисирањето на долгот. Нешто слично не е многу повеќе, ама и кај нас е тоа така. И сега бака. И овој за да се на некој начин скрати потрошувачката, треба прво да се удри по социјалните програми, и да поскапат производите. Тоа е непопуларно, значи не е популарно во тој случај, тоа не може Трамп да го направи затоа што идната година след оние избори за Сенатот и за Конгресот. И тоа би значило покол за републиканската партија. И сега тезата е дека на овој начин посредно, малку она што се вели да не се сетат, да не спомнувам кој, преку царините да дојде до поскапување на американските производи, што ќе депресира потрошувачката, а од друга страна, нели тие, она што го прави Илон Маск, да го на некој начин, сега помалку или повеќе успешно, да ги намалат оние неоправдани издатоци буџетски, и од друга страна дерегулација. Значи, од една страна на страната на понудата да создадат услови за повеќе инвестиции, тоа е едно и последни зборови, а од друга страна за намалување на потрошувачката. Тоа е, да речам, она што е логиката на економисти што стојат позади председателот Трамп. Како ви изгледавам? Па видите се, ова по, како да го речам, расипано, покварено водење политика од ова тешко дека може да се слушне. Бидејќи они точно знаат дека царините ќе доведат до осиромашување на сиромашните и средната класа. Фактички тоа е ефектот. Во корист на делови од побогатата класа, од оние што се собственици на компании што произведуваат, бидејќи со заштитата домашното производство што е поскапо ќе се продава и де факто они ќе заработат, а сиромашните и средната класа ќе изгубат. И тоа е ефектот на царините. Он не е нити за заштита на домашната индустрија, тоа е уште поголема лага, нити е царината за развој. Не постојат развојни инструмент наречен царина. Тоа е скриен инструмент на редистрибуција, прераспределба на доходот во корист на богатите. Тоа економистите го знаат,
овие економисти што ги кажува колегата Трајко се во право и викаат, ама сега Трамп ако им го каже тоа отворено на гласачите што го обожаваат или барем поддржуваат, ќе изгуби нема доверба, а вака нема да им каже, а ќе го направи истото. Но, тоа е повторно ќе изгуби нивната доверба, ама на посиромашни. На подолг рок. Се знаете зашто они меѓувреме гледај Младен. Они ќе бидат горди што ќе осиромашуваат, бидејќи Америка will be great again. Тоа е верувањето. Гледате дека целата политика во светот, тоа САД го како и на многу други работи покажува прв еклатантен пример, демократијата се наоѓа пред предизвик. Демократскиот систем се наоѓа пред предизвик, кој што го оведе интернетот и интернет комуникациите. Луѓето се повеќе гласаат врз основа на емоции, а не врз основа на разумни одлуки. А интернет комуникациите и свесно преземените кампањи од оние што ги политичките кампањи што ги организираат, фактички удират на тој емотивен дел. И одлуките на граѓаните се подалеку од рационални, чисто емотивни се. Тоа ја загрозува демократијата како политички систем на рационална смисла за еден период. И демократијата, политолозите ќе мора да најдат одговор на ова, ќе се нови истражувања и така натаму, затоа што овој избор не е само во САД и на други места, но САД го покажа тоа со овие потези еклатантно. На крај доаѓа дека тие што избираат свесно избираат, не е свесно, емотивно е, не е рационално, го избираат оно што ќе им направи штета и им прави штета. Де факто они го обожаваат. Тоа е нерационално и тоа може да роди конфликти. Може економскиот аргумент да го заокружиме, значи очекувањето е Трамп кажува и да речем неговите членови на кабинетот. Она што е на некој начин влада во услови на претседателски систем. Те кажуваат дека во ред ние сме во транзиција. Секоја транзиција е болна. Ние знаеме што значи транзиција. Кон што? Транзиција во смисла на тоа дека работните места, капиталот ќе дојде во Соединените американски држави. Дури имаше најави, сега да бидеме коректни, имаше најави за инвестиции од компании како што е Foxconn, она кој што ги произведува мобилните телефони и така натаму, но внимавајте и други домашни компании кои што кажа, најавија дека ќе инвестираме 500 милиони долари и така натаму. И тоа е очекувањето дека ќе дојдат работни места, но тоа нема да се случи брзо и никој не знае во кое време. И тоа е процес, тоа е да речеме транзиција. Дали тоа ќе значи паѓање на цената на работната сила? Не мора да значи. Ама тогаш ќе останат па неконкурентни САД. Не, Ванчо, Apple нема намера да излезе од Кина. Не, се согласуваме, види, има една вистинска не анегдота. Председателот Обама уште, председателот Обама во вториот мандат се уште беше жив собственикот, односно основачот на Apple, Стив Џобс, и Обама го прашува, му вика, што треба, може ли дел од ова производството, нели, да го префрлиме од Кина во Соединените американски држави. И Стив Џобс бил многу отворен, му кажал, господин председател, нема шанса, каде ќе најдам 40.000 инженери. Значи 40.000 инженери или милион работници, кои што како армија, дисциплинирано, се подготвени во секој момент да ја следат секоја промена, секоја во нарачките од страна, нели, на таа компанија, кој што 90% од производството го префрлила во Кина. Значи, тоа беше нешто. И сега за берзата да кажам, се обидува во првите денови, нели, нормално, добро е што колегата Озунов, нели, се наоѓа на факултет каде што има колеги политиколози и така натаму, по повеќе во оние дискусии, да речам, се верзирани и повеќе, да речам, може да ги објасни и политичките аспекти, што е во ред, но во однос на берзата тие се обидува, кога велам тие, мислам, Трамп и неговите најблиски луѓе, тоа да го прават, бидете мирни, секој биде во ред. Нели, бидете мирни, секој биде во ред. Ова е транзиција, што берзата погодува само 5% од населението во Соединените американски држави кои што имаат значителни акции. И индиректно многу у пензијски фондови. Не само тоа. Ама не само тоа, паѓањето на берзите знаеме што значи, дека лесно се префрла и на реалниот сектор. И на реалниот сектор, затоа што падот на берзите значи песимизам во однос на иднината, на профитабилноста на компаниите, инвестициите и така натаму, но некако се така беше наративот, ама траеше само 2-3 дена додека, нели, не се освестија па да го направа тој чекор, нели, кој што го направија. Сега останува, мислам, неизвестноста. Ние не знаеме
Да, внимавајте, сега замислете вие да сте некој инвеститор што заокружи во да речам проект, тоа сте го планирали неколку години, и сега таа компанија треба да сега инвестирате, ќе стане продуктивна за 2-3 години и треба да функционира во наредните 30-50 години. Да. Од кај знаете сега, замислете, ставете се во нивна ситуација на инвеститорите. Ставете се во ситуација да не знаете дали ќе има царини, колку ќе изнесуваат царините во 2028, во 2038 и така натаму. Претходно се знаеле. Сите очекуваат дека со оние, да речам, преговори во рамките на Светската трговска организација, претходно ГАТ и слично, да се главен фактор, еден од главните фактори за да може да се ги планираат своите инвестиции. Затоа светот е застанат во очекување што ќе следи после 3 месеци. Има уште една, ако дозволиш, Ванчо, уште една работа, дека ова може да биде вртење во круг. Нешто слично како што председател Трамп направи и претходно. Речам, царините биле 1,5%, сега се оди со многу висока стапка, ајде да преговараме, ќе ги симнеме, ама некои сектори што мене ми значат, каде што моите гласачи, каде што моите гласачи, нели, каде што оние сојузни држави, сега за Соединените американски држави, нели, има некои сојузни држави каде што се знае дека мнозинството гласа за едните или за другите. И сега да видиме. Да, но таа политика ќе го држи општеството стегнато, економијата ќе држи цело време во еден грч. Дека се ќе се сведе на исто, само што ќе се направи голема штета, нели, по и домашната и по глобалната економија. Да. И тоа е нето ефектот. И сега затоа ја го постави прашањето во оној контекст на политика или политологија и така натаму. Сега тој систем демократски, повеќе партиски демократски систем базиран на кампањи и така натаму и селекција од страна на граѓаните. До што ги доведе? Граѓаните гласачи во најмоćната економија во свет. До апсурден исход. Апсурден исход. Ќе правиме нешто за да не направиме ништо, али ќе претрпиме штета. Тоа е нерационален избор. И меѓутоа просечниот гласач тоа тешко може да го оцени во денешно време, затоа што денешно прават кампањи користат многу убави флоскули, многу убави приказки. Царините као инструмент на економска политика се многу податни за манипулација, затоа што за нив, за лаички начин на размислување стои многу убава приказка. Леплива како снежана и силно движење за мали деца приказка. Ние ќе го заштитиме домашното производство од злите странци, особено кинези. И тоа така делува на еден човек што не разбира економија добро, да он ја прифаќа на она ниво на емоции. А де факто ниту ќе ја се заштитиш, само ќе ја платиш повисока цена, ќе те излажам, ќе ти ги соберам парите, ама ти ќе бидеш задоволен. И тоа не е добро за целиот свет, за демократијата. Од тука натаму се на крајот на денот и тој гласачи и тие што се поддржувачи на Трамп, што велат Америка фрсни или на крајот на денот ќе се соочат, ако продолжи ова несигурност, ќе се соочат со намалување на нивните приходи, така неможност да остваруваат работа како што треба и така натаму. И веќе сега се соочуваат некои. Ама наредната година многу е битна. Ако го изгубите вие мнозинството во Конгресот, во Сенатот, блокираните како Ајде да оставиме, ова да го оставиме за после рекламите, интересно е, треба реклама. Повторно во студиото на телевизија 24, професор Узунов, разговаравме околу тоа што може да се случува во некоја блиска иднина, особено во поглед на тие економски стратегии или економски потези на Трамп, пред се во светло на тоа што следната година веќе американците ги очекуваат нови избори. Предпоставуваме дека ниту Трамп, ниту луѓето околу Трамп, републиканската партија, нема да сакаат да се соочат со можен пат на рейтингот, кој што на одредени анкети веќе се гледа. Да, се гледа. Предпоставувам дека за тие што ја правеле целата оваа кампања го смислувале и очекуван ефект. Меѓутоа, не заборавајте, они се многу вешти. Ќе измислат нова игра. Нова приказка која што ќе се пласира преку тие интернет медиуми и на други начини до граѓаните што треба да го поддржуваат председателот. Тоа го знаат и нашите политичари, па не па САД. А они имат и целата моќ во свет. Ако треба ќе започне некој конфликт. Пресметан. За да го тргне вниманието. Ако треба ќе направи нешто, некоја друга работа ќе направи, тоа ми е мене тезата цела. Дека гледа дека економијата овде е жртва на политиката, ама на политика која што е искористена, да не речем и злоупотребена во лични цели, приватни цели на оние кои што имат пари и преку неа остваруваат моќ и лична корист.
а граѓаните, гласачите го немаат рационалниот избор. Не, но тука не гледаме никој остварува лична корист, дури ни луѓето Како? Не остваруваат лична корист. Не. Барем тие што јавно излегува, еве и Маск јавно излезе. Но не, најголемите добитници се секогаш во сенка. Тие не ги гледаш напред. Они знаат едно старо правило. Метата што ќе се крене е таа што во која се пука. Она што лежи редистрибуција некаква внатрешна на капитал. Редистрибуција како што покажуваат податоци за социјалната острификација и на САД и на повеќе земји денес во светот. Европската унија сепак е не сите држави, меѓутоа најнекако во таа сфера се уште стабилна. Се повеќе има богати, побогати малкумина и повеќе многумина сиромашни. Јазот е се поголем и поголем. Значи милиардерите стануваат мултимилиардери, а сиромашните остануваат уште посиромашни. И тој јас се зголемува. Човек еден глас на изборите. Така е. И затоа што еден човек еден глас, да не се сетат сиромашните дека имаат повеќе гласови од богативе, имаме приказки со кои што сиромашите им ги ставаат парите во џебовите на богатите и се среќни со тоа, затоа што кривецот е некој друг, кинез или европеец. На што личи тезата? Европската унија е смислена за да не се да го излажете многу е лесно за. Значи тоа можеби било полесно во време кога немало ваква достапност до информации и така. Апсолутно е денес полесно, бидејќи голем број од луѓето ги примаат информациите без никаква критичност. А во овој наплив на информации што го дава денес интернет медиумите, необучениот читач во шумата не може да ги препознае точните гласови кои што се стварно за него наменети. И де факто има многу повеќе заблудување. Ја не сум експерт што ќе го рече. Читач повеќе се радува на изјавата на Трамп кај што вели ми се јавија да ми го бакнуваат задникот, одошто ќе види декадента Wall Street паднал за 10%. Затоа што он ја гледа целата политика на ниво на емоција, не на разум. А уште за Америка има уште една интересна теза. Тоа е буквално е таква. Да, што мислите вие? Да. Вака, јас не мислам дека нели целта е редистрибуција на доходот во самите Соединените американски држави, затоа што јако тие си пукаа во нога неколку пати, како што видовме сега, не можат да си дозволат нели да повеќе куршуми во сопственото тело се зададат, да создадат гнев кај поголемиот дел од населението. Внимавајте, една предност на овој систем кој што го гледаме дека ние што повеќе следиме е големата флексибилност. Замислете кај нас што треба за се измени да се измени на царинска стапка. Треба влада, па предлог, па во собрание, дискусии. Овде како гледаме кабинетот на председателот Трамп, мене ми е многу вака интересно и забавно, каде што тие се пренесува дури во живо, траат не повеќе од 1 саат, од кој што 10 минути или 15 минути се за новинари, нешто како пресконференција. Интересно е што, ево, јас сум бил нели, во влада министер, каде што имате лаптоп, компјутер пред себе, имате куп материјали кои што стигнуваат, 60-70 точки на дневен ред. Овдека, ако сте забележале, кабинетот нели функционира, никој пред себе нема ништо, само споруват, известуваат, јас ова направив или јас ова ќе направам. Сакам да кажам големата флексибилност. Денес едно, утре друго, и тоа е на некој начин, она што го кажа Ванчо, мислам вака, видите, демократскиот систем функционира врз основа на правила. Без процедури, демократијата може да биде лесно нарушена, како што сега се гледа. Верувањето, мислам дека искрено, можеби наивно, и она што Трамп им го ветуваше на гласачите, дека ова ќе не збогати. Ќе бидеме, нема да знаеме што ќе правиме со парите, нели тоа бе? Тогаш му треба гласовите. И сега, ова ќе не збогати. Оставете ми само малку време да помине. Досега не силува, не осиромашува и така натаму, нема повеќе и слично. Тоа е искрено верување. Сакам да кажам, тој систем каде што со декрети, со оние одлуки, укази што председателот ги подпишува по 10 секој ден, може по методот на обиди и грешки, што се вика, да на некој начин се избегнуваат замки кои што би можеле да бидат фатални во однос на политичкиот исход од изборите наредната година. Затоа што, внимавајте, Трамп е свесен, тесни се мнозинствата во Сенатот и во Советот, во Конгресот. Двата дома на представничкиот дом. И доколку се изгуби мнозинството, тогаш ќе биде парализиран во втората половина од мандатот. Сега,
Може би, ова што, ако се наискрени намерите, јас верувам дека нешто може да е и наивно, ама е повеќе искрено, знаете, реформи се прават во првата година од мандат. Да. Така, веројатно се работи за пресметен ризик, но голема неизвестност и за самите Соединените американски држави. Како скришно прави нешто друго, а ваму ние на сцена гледаме царини или нешто друго сакаш да кажеш? Не, сакам да кажам дека тоа му е инструмент на некој начин да постигне некои цели во кои што верува. Верува дека ќе намали трговскиот дефицит, дека ќе намали буџетскиот дефицит, дека ќе донесе повеќе работни места во Соединените американски држави. Ама трајко знаеме дека нема, ама знаат американците дека нема професорите. Дека тоа нема да се случи брзо, но најверојатно нешто од тоа ќе се постигне. Инаку, внимајте, станува збор сепак за систем, и првите несогласувања меѓу првите луѓе ќе се појавиле, ќе се користат тешки зборови. Само вчера, нели, Маск на некој начин толку го навреди Питер Наваро, што е главниот советник за трговија, дека е морон и така натаму. И ако ја проследите, нели, пресконференцијата на симпатичната, нели, прес-секретар на Трамп, 27 годишната Левит, која праша што се случува, беше она изрека boys will be boys. Оставете ги, нели? Не, види. Прво, групата Трамп и групата околу Трамп, не сите, али оние што некои советници, Маски и така натаму, тоа се бизнисмени. Они цел свој живот работеле бизнис. И тоа таков некој бизнис кој што е поише, ние овде ви го нарекле блиску до Алла Швереш бизнис. Денес инвестира, утре изгуби, па инвестира таков. И сега има овде еден обид или занос повеќе него обид, ја што го гледаме, дека и државата може да се води како корпорација. Голема. Не може, бидејќи нема никаква сличност меѓу корпорација и држава, уште повеќе меѓу мала фирма и држава. Тоа сме го кажале, земјата не е компанија. Не е компанија и не може да водиш како компанија. Тоа е сосема различно и сега тој стил на водење, наводен транзицијски, менаџерски, фактички е се гледало однапред дека ќе биде изгубен, на крај тоа ќе заврши со хаос. Целата суштина на оваа политика е кој ќе се создае тој хаос, тие што не ги гледаме, а точно знаат кој е, каков е хаосот и како ќе се разрешува се оние што ќе добијат. Да сега ја знае како ќе излезе ова. Сега денес ќе инвестираш во нешто, сега е слободно и од Македонија, може да инвестираш акции било каде. Така, точно ќе знае во што да инвестирам и за 2-3 години, 5 години можеби, а може и многу пократко, фино ќе се заработев. Па и да си идем у пензија. Ама ние не ги знаеме. Тој што ги знае тие работи, е тој што ќе добие. Тие. Малкумина, многу малкумина. Другите сите ќе изгубат, при тоа тек отпосле ќе станат свесни што им се случило, а до тоа ќе им се сервираат нови приказки, нови избори, затоа што ова ера на информатизација ги меле мозоците на луѓето кои што не може да ги знаат информациите однапред. И тоа е она што ги измачува сите процеси. Кога ќе се злоупотреби? Во другата страна на светот, во Советскиот сојуз, бивши, Русија, таму имаме мрак, таму е друг вид на кампања и пропаганда. Ништо они не знаат што де факто се случило во светот, освен тие што побегнале. Таму е скроз друг систем, повторно преку тој интернет комуникација. И големото прашање сега на крај за нас останува, а што прави тука Македонија? Нашата држава која што во целото тоа е една капка во море, а може и помалку од една капка во море. Да, но сега го ќе почувствува некои последици. Меѓутоа, ај тука ја да го почнем тој муавет ако сме на таа тема. Она што за нас го покажа овој потег на администрацијата на САД е дека ние можеме да збориме и убаво е да збориме и убаво да бидеме стратешки партнер на САД и САД бидат наш стратешки партнер, но тоа е за чалаво. А реалниот наш стратешки партнер е ЕУ. Зашто? Бидејќи ние сме економски поврзани со ЕУ, а не со САД. Трамп нас стави царини од 33% директни, па сега ги укина на 3 месеци, 33% беа, и 330% да беа, многу голема штета на македонската економија немаше да направи. Но, овие царини што ги стави на ЕУ, 20%, тие ќе направат индиректно белја, бидејќи голем дел од она што ние го извезуваме, вкупниот извоз од Македонија 90% е во ЕУ, фактички завршува во фабрики или најчесто како полупроизвод, кој што се доработува за извоз меѓу останато и во САД и на други места, што значи ние на индиректен начин изгубивме. Што ќе каже многу убаво, дека ние имаме штета како да сме членка на ЕУ.
дури и повеќе од некои членки на ЕУ, држави членки на ЕУ, затоа што не сите има 90% од трговијата интраунијата. Малите да, Словенија, Естонија и така натаму, но поголемите не. Што значи ние сме повеќе изложени на тој ризик што ги случува во таа трговија на ЕУ, а не сме членка на ЕУ. Утре, ако ова продолжи, не дај Боже стане уште похаотично, Европската унија ќе мора да најде механизам за ублажување на негативните ефекти на своите земји членки. Ние нема да имаме право на тоа затоа што не сме членка на ЕУ. Така што ние треба да се насочиме кон интегрирање во ЕУ. Да, таа отвореност да остане, да ги спроведуваме сите други оние реформи, сега да не навлегувам во ЕУ, темата не е ЕУ, ама е заклучокот, и да што побрзо бидеме стварно членка таму, економски интегрирани во тој единствен пазар, тука ни е иднината. Со САД дека ни е стратешки партнер, супер, ама дека ќе го зголемиме драстично за кратко време извозот во САД и без никакви царини, не е ни сон, а трети страни, Кина и така натаму, може да бидат интересни, но за нас како дополнение. Првата цел ни е ЕУ. Видите, се е во ред ова што го кажува на економски план Ванчо и ние така и функционираме. Ние сме на некој начин, да речем, не интегрирани, туку зависни, затоа што најголемиот дел од извозот оди во земјите од Европската унија, соседите и така натаму. Но јас не би се согласил дека стратешкото партнерство со САД е чалам. Во друга прилика имам кажано, економски во ред со ЕУ, ама политички многу се битни Соединените американски држави, затоа што тие се нели една од големите сили, нели и ќе останат такви. Со свое влијание гледаме дека Европа барем на Балканот ни еден проблем досега не реши. И не може да реши. Значи нема не реков ништо за безбедност и политика. За економија зборам. Во ред, но битен е и тој аспект, нели, затоа што не реков да не бидеме со овие сад. Затоа што економија е политичка економија. Јас мислам се согласувам со она што, нели, сега видите да бидеме сериозни. Да бидеме сериозни, има дебати во рамките на Европската унија, дали со Соединените американски држави, дали со Кина и така натаму. Јас мислам дека паметно кажа италијанскиот премиер Џорџа Мелони, дека би било детски да се поставува таква дилема, посебно кога е тоа за Италија, нели, такво прашање, што остана, нели, за Македонија. Колку толку, да речам, и посредно, дури и на економски план, Соединените американски држави можат да на некој начин бидат од корист. И сега она што беше, да речам, и наша препорака, веројатно Иванчо се согласува, прочитав и на негова изјава, јас неколку дена претходно имав тоа кажано, ние, видите, ретко која земја, освен Кина, никој не возврати со зголемување на царини. Ова беше еден тест што го прават Соединените американски држави администрацијата на Трамп. Најверојатно требаше да се отиде чекор понатаму, во знак на добра волја, унилатерално укинување на царините на нула, да се даде еден сигнал до Соединените американски држави дополнителен, покрај политичките, да речам, комуникации што ги имаме, што на некој начин мислам дека, или би се надевал дека на некој начин во онаа редица од 75 земји кои што се пријавиле да разговараат со Соединените американски држави, кои што спаѓаме и ние, ќе прескокнеме барем некои земји во редот, ќе дојдеме побрзо во редот. Не зависи од тоа, треко, зависи од големината и економската моќ на државата, а ние сме мала економија. Значи не би го кажал тоа, јас како министер за финансии, имам остварена средба во ова министерство, нели, во Department of Commerce, нели, лобирајќи за и тоа во 2008 година, лобирајќи за склучување на договор за избегнување на двојно ограничување со Соединетите американски држави. Добро. 2008 година беше тогаш, нели? Се уште немаме таков договор, затоа што не е нивни приоритет. Не е интересен за нив, да. Не е на дневен ред кај нив. Така. Ние сме многу мала економија за да САД уопште знае за нас, а не па да се секира за нас или да води посебна политика кон нас. Ако уопште води политика кон Балкан. Ајде западен да го крстиме. Во рамки на тој регион ние можеме нешто да... Но, Ванчо, види, има нешто и мали земји кои што на некој начин... Израел. Се откорист... Не само Израел. Гледаш што се случи вчера, нели, со Ел Салвадор. Букеле, кој што испо затвори се живо и диво, нели, во собствената земја Ел Салвадор, земја која што беше
најнебезбедна, дури имаше забрана за патување на страна на американците во Ел Салвадор, пред неколку дена објавија дека Ел Салвадор е побезбедна земја од Шведска за американските граѓани. Официјална информација на Стейт департментот. И Букеле, председателот на Ел Салвадор беше вчера по ауденција, имаше средба со председателот Трамп. Значи дека ако го најдат своите интересуенти американски држави во мали земји, сепак не е небитно да имате такви односи, такво зближување. Значи треба да имаме добри односи со САД, меѓутоа да си работиме работата за зачленување во ЕУ, бидејќи тоа другарството со САД не ни е супститут, не ни е замена за користа и поврзаноста со ЕУ. А таа теза се шири барем индиректно во јавност. Не викам влада да шири, викам се шири во јавност. Значи, знаете што е таа теза се шири трајко и сакам да кажам таа теза е многу опасна. САД не се замена за ЕУ. Ама и членството во ЕУ, гледате, не зависи од нас. Денеска, она што е најново, идниот канцелар на Германија, господин Мерц, од Демохристијанската партија, има изјавено дека нема проширување на Европската унија се додека не се укине ветото. Тоа е денес го прочитав во Financial Times. Се додека не се укине ветото во унијата нели можност инструментот за вето макар една земја. Инструментот на вето, вика прво тоа ќе го направиме, дотогаш нема проширување. И се што правиме ние? Како ќе го тргнат ветото без вето? Одма ќе ти кажам што правиме. Тоа би ми одговарало нам. Не. Види, ние треба да се разбереме за една работа. Клучувањето кон ЕУ има два аспекти барем. Едниот е формален, другиот е суштински. Овој што станува збор со вето е формалниот. Значи нема формално се донесе одлука за нови членки на ЕУ, проширување на ЕУ, додека не се тргне ветото. Факт. Но другиот е суштинскиот. Реформите што треба ги направи Македонија за да стане де факто членка на ЕУ, а не де јуре, де факто членка на ЕУ, се оној суштински што треба ние си го изработиме ние. Никој не спречува. Норвешка не е членка на ЕУ, е повеќе членка на ЕУ него некои земји членки на ЕУ. Истото е за Швајцарија, истото е за значи и Македонија да стане таква. Формалниот дел ќе дојде еден ден. Прво, ја мислам дека ЕУ ќе ја полека менува методологијата и ќе направи етапно пристапување, етапи на пристапување, односно прв круг земји, втор круг земји и така натаму. Нас ни е битно тоа што де факто е стварно за нас првиот чекор, економски да се интегрираме таму. Седењето на големата маса во Брисел на политичари ќе дојде отпосле. Јас знам дека политичарите сакаат да седат таму, ама не е битно, најбитно не е седат, најбитно е економијата наша да функционира во склад со европската, за да имаме како да се развиваме побрзо. Ама тоа е збор. Тие реформи не се покажа дека не се линеарен процес. Од 2005 година ние сме земја член кандидат. Јас се тврдам дека пред можеби 10 години ние сме биле поблиску до стандардите на ЕУ. Кој е крив за тоа, Драјко? Кој е крив за тоа? Па добро, ние бевме блокирани од страна на нели ние се блокиравме сами, не блокираше никој. Не сме се блокирали. Како не сме се блокирали сами? Ама тоа е друга тема. Да, тоа е друга тема. Океј, друга тема. Можеме некогаш да зборуваме. Го спомнавте Мерц. И не сме експерти. Јас барем не сум. Ја само ќе повторам тезата. САД не е субститут за ЕУ. Добро, да. Секако економски. Не, се случува ли една целосна глобално изместување на тековите? Мерц Германија најавува силни невидени пари во одбраната, на пример. Веројатно и други земји членки на ЕУ тоа ќе го прават пред се. Тука мислам на Франција, па и на Британија, иако не е членка на ЕУ, меѓутоа тоа е таа оска која што ќе значи што во таа нова економска поставеност на работите, вклучително со безбедносните аспекти, може да донесе за овие глобални текови и па и каде ние тука би се движеле. Најдобро за светот и за нас би било конфликтите, жариштата, што побрзо да се решат да стигнат. Украина, Блискиот исток и така натаму. Затоа што, внимајте, сега ова може би е силна теза, но некој ја лансира дека сега кога не можете да произведувате повеќе автомобили, во оној обем во кој што сте произведувале, се однесува на земјите производители, ќе произведувате тенкови. Што е вака стравично, мислам, знаете, не е нешто од што ќе имаме, би имале полза на долг рок. Тие земји може да има да задржат вработеноста затоа што фабриките, како што гледаме, отпуштаат и слично. Но што е проблемот? Проблемот е што во Германија на некој начин беше погодена од овие геополитички промени, затоа што
се базираше на извозот, претежно нели во Кина и во Соединените Американски држави, на ефтини суровини од Русија и чадорот заштита, она што американците се многу, да речам, кивни сега, кој што го обезбедуваше преку НАТО Соединените Американски држави. Сето тоа сега е доведено под знак прашање. Значи, како што кажав, стигнувањето на овие жаришта и воспоставување повторно на тековите и нивно унапредување преку соработка, нели, не преку конфликти, може единствено да биде добра вест и за светот и за земји кои што е Република Македонија. Ја Добро, иако тоа не можеме никој да бидеме сигурни во овој момент, се разбира дека е најдобро решение, меѓутоа дали ќе се случи и како ќе се случи и кога. Ја би му простил многу работи на Трамп, би му простил. Се, онака народски кажано, ако ја запре војната во Украина. Ако тоа успее да го направи, да стварно постигне мир, многу од работите, гревовите ќе му бидат некако прогледани кроз прв. Ама не му иде добро, затоа што он се занесуваше дека може така лесно да го биде Путин. Не. Ке очигледно ќе треба Украина да биде многу жртвувана, а тоа не е лесно се направи. Половина од проблемот е решен со тоа што половината не е. Со тоа што, видите, половина е решен со тоа што од устата на нели потпредседателот на САД, Марко Рубио. Ете што кажа, дури јас го во еден од своите постови секретарот за надворешни, добро, да. Не, Венс или Рубио, да. Мон? Венс или Рубио? Не, Рубио. Рубио не е секретарот за надворешни, добро. Секретар од стейт. Добро, не е важно, блиските луѓе. Призна дека САД биле вклучени во војната во Украина. Со тоа што, нели, јас надува неограничен со оружје, со логистика и така натаму и така натаму. Самото повлекување, самото признание е половина од решавањето на проблемот. Сега останува другата половина, тоа се европските држави. Тоа се европските држави. Не, половината е трајко кога Путин ќе рече окей, се согласувам да се повлечеме од Украина или да ставиме овде граница. А тоа Путин не го прави. И сега, тука војната нема да заврши туку така. Третото прашање по Зеленски, ја не сум стручак за војна, геополитички ствари. Само логички размислувам. Не, сакам да кажам, ако успее Трамп да стави мир во таа војна и некои други, ама таа не гледам дека Блиско Источната сака да ја среди, да ја смири, таму не сум сигурен опште, онда и овие работи уште да му се прогледат крсти, но не иде натака. Очигледно не иде натака. И ја мислам дека не би се согласил, видите, ова што се случува сега меѓусебно бомбардирање и така натаму, па знаете дека неколку дена пред склучувањето на Охридскиот рамковен договор ние ги имавме најголемите жртви. Неколку дена пред склучувањето. Работите одат кон тоа. И јас сум оптимист дека ќе се постигне некој решение. Не, нема проблем. Еве нека запре војната, па ја ќе престанам да бидам оптимист. Што ако запре војната, ајде кажете. Ако престане војната, работите ќе почнат да се враќаат назад, бидејќи тоа ќе стане многу јасно дека веќе нема тука кризи и дека туку така лесно нова криза да се произведе на ова дел од земјината топка нема. Работите тоа ќе може да почнат да се вртат кон предвидливост и како да се повторно покрене брзиот економски пораст. Во тоа Македонија ќе има корист и сакала не ќе, бидејќи е тој интегрален дел и ќе не потегнат и нас, дури и мислам дека ќе не накрај некако упикаат да станеме со тоа членство. А ако не е тоа, тогаш ќе бидеме оставени таму негде во некоја си последна чекална, ако не и зад вратата надвор, и тоа не е добро за Македонија, бидејќи мала економија, не интегрирана, изолирана и само изолирана. Владен, да не испадне дека го упростуваме проблемот. Ама е прост. Да, многу е по-комплексен. Многу е по-комплексен. Тоа е пред се заштитата на малцинствата. Она што денес го изјави Лавров, нели, што им забележа на Запад за дволичноста. Тие Косово не може да го извадат од уста, да го заборават. Вика, како може албанците во Косово да имаат право на самоопределување, а овие малцинства кои што беа тероризирани, тоа е реториката, нели, руска, во Донбас, овие региони Херсон, Запорожје и така натаму, не може да имаат право на самоопределување. И тука, знаете, Западот нема одговор. Не може за едно... Тоа е прашање, нели... Очигледно дека таму се оди кон некаков тип на смирување, но дали ќе биде за месец, 2, 6 или една година, не знаеме. Тоа е она што ќе остане за решавање. Немајте, имате... И Косово е нерешено прашање, ако така гледате, мислам.
Не е членка на Обединетите нации, и Донбас и тие нема да бидат членки на Обединетите нации. Ама состојбата, речеме, на малцинствата, она што сега, да речем, ќе остане со смирувањето на конфликтот, доколку нешто не се промени во однесувањето кон малцинствата од страна на Украина. Внимајте, не е само руското население загрозено. Гледате, се извинам само да кажам. Гледате што кажува Орбан, односно Унгарија, има унгарско малцинство кое што нема никакви права таму, беа укинати во Украина. Има унгарско малцинство, 100.000 жители на границата кои што им беа укинати можноста да се школуваат на мајчин јазик. Нешто што претходно постоеше, нешто слично како што беше направено со русите. Имате првиот човек на надворешната политика на Европската комисија, Каја Калас од Естонија, ја води политиката на Европската унија, представник на земја каде што на 20% од населението тоа како не постоеше, кога станува збор за руското малцинство во Естонија. И внимајте, овие прашања не можат да бидат, не може во Република Македонија да имаме толкави, да речам, права и така натаму, што е добро, а некаде некој нели на границата со земја која што е најголема нуклеарна сила во светот, така да се однесува кон нивното малцинство. И тоа се прашања кои што треба да се средат за да има траен мир. Меѓутоа, ако се реши конфликтот во Украина некако, сите тие прашања може да продолжат да се решават на мирен пат. Во Косово се решава 200 години, ама нема војна. Така? Така нека почне таму без војна. И тогаш за економијата ќе биде добро. Тоа беше мене теза. Да, ќе биде добро за економијата и вашата, ако тој конфликт заврши со еден мировен договор. Ама се разбира, видите, се разбира како не би можело кога повторно ќе се воспостават врските економски и политички, социјални и така натаму. Европа, Русија ќе се... Затоа што, внимајте, 1853 година американците на чело со адмиралот Пери и така натаму, тие црни бродови, имат нападнато Јапонија, за да ја отворат. Јапонија беше затворена. Сега имавме обратен процес. Земјата што има најголема територија, земја која што е Русија, е затворена. Зошто ја отвори Јапонија? Со бродови, топовски салви. Тоа е веќе политички, дали ја затвори Русија или Русија сама си го направи тоа со својот односи со инвазијата што ја изведе. Меѓутоа сепак е комплексно прашањето за да можеме да го речеме вака и во минута или две. Видите, во овие дискусии на што се сведува, да речеме, разликата меѓу оние што дискутираат? Кога започна војната? 2022 или 2014? Јас мислам дека започна 2014 година. Не, добро, сега. Со државниот удар, нели? Ама така гледано може да речиш уште пред 100 години таму имало конфликти. Не. Војна започна 22, 24, 22. Во никој случај како илјадници жртви имаше во Донбас. Добро, да се разбереме. Трамп да ги укине заедниците да прати работата назад, да склучи мир и ќе биде паметен председател. За економија и да, отприлика тука е заклучокот, се надеваме дека економијата е и политичка економија. Така е. И за жал се повеќе станува. Да, ама не можете да ги објасните сите феномени само со тесно економистички пристап. Јасно. Ви благодарам што бевте денеска гости на телевизија 24 и почитувани гледачи, ве поканувам да останете натаму со нашата програма, следуваат вестите за кратко.